навистина историска? Прилично охрабрувачки. Резултатите се многу поволни за кандидатите за градоначалници на ВМРО ДПМН и за кандидатите за советници. Она што можем да го кажем прелиминарно, во дел од општините, иако аналитичкиот центар ги обработува и другите податоци, е дека ВМРО ДПМН во првиот круг ќе победи во Кисела вода, во Газибаба, во Ѓорче Петров, аеродром, во Охрид, во Ресен, во општина Градско, општина Јегуновце, општина Василево, општина Радовиш, градоначалник исто така ќе задржиме во општина Штип, добиваме градоначалник во општина Струмица после 20 години. Градоначалници исто така ќе имаме во општина Босилово, општина Вевчани, општина Ново село и убедлива победа во општина Прилеп. За преостанатите општини се обработуваат сите податоци, иако и овие споменати општини, ќе напоменам, ова се прелиминарни резултати, каде што тенденцијата укажува дека би ги добиле градоначалниците во првиот круг. Не го прочитавте Скопје, кои се очекувањата за главниот град? За Скопје очекувањето е дека ќе имаме убедлива предност, нашиот кандидат би имал убедлива предност, но само прашање е дали ќе се успее неколку илјади гласови, можеби ќе одлучуваат дали ќе имаме успех и добивање на градот Скопје во првиот изборен круг или можеби ќе недостигаат неколку илјади гласови за да се оди во вториот изборен круг, но во секој случај разликата помеѓу првопласираниот Орце Георгиевски и кој да е второпласиран ќе биде недостижна. И уште кратко оценка за целиот изборен ден. Слушнавме од потпредседателот Муцунски дека се работи за мирен ден, меѓутоа дека има и сепак некои забелешки. Тој ги оцени како сценарио на СДСМ или изговор за нивниот пораз. Како вие гледате на тоа? Сметам дека изборниот ден беше регуларен, имаше некои технички грешки на Државната изборна комисија со одредени печатни грешки кои што самите го поправија. Одредени индивидуални приметби се постапува по нив, но генерално можам да се заблагодарам на сите граѓани што направија навистина една демократска и зрела атмосфера. Тоа што СДСМ уште вчера вечер и денес се обидува да го пласира како некакви нерегуларности, мислам дека се алиби за Венко Филипче да не поднесува оставка после поразот кој што ќе му се случи на СДСМ и да се задржи на претседателската позиција во оваа опозициона партија, но тоа нивна внатрешна политика, нека размислат како е најдобро.